Денеска времето никакво ужасно, врнежливо. Не е ни за шетање, но што е тука? Добре што не врне кузне колку. Инако за некои не знаат, вие сте на каналот Гокс. Ноќна прошетка низ една од скопските мала населби, како сакате така. Иако искрено вечерва, па и нема нешто народ поради дождот, но и на дожд знае да биде романтично, нели? Скопје не спие, раздвижено. И да, инаку оние кои слават, православните, Христос се роди, навистина се роди за многу години, нека ни е празникот. Вода. Видови на сите страни. За жал снимаме со телефон, па така да може би и видливоста нешто не е кој знае каква, пошто и само улично светло го нема баш секаде. Се движиме кон местото каде што има накитено две или три приубави куќи, кои ќе ги видите сега во ова видео. Се надевам дека сите сте добро, дека си ги поминавте приубаво празниците, нели колку што условите тоа ни го нудат во домашна атмосфера. За жал, едната од куќите веќе не свети, како што можем тоа да го видиме. Некои слават у близина, кршат шишиња,
Што би рекли, нека е само зубаво. Едно од тие куќи е оваа, која гледате наистина изгледа прекрасно накитана. И секако овој двор од левата страна изгледа феноменално. За жал има многу малку такви куќи кои се убаво накитени, новогодишни. Инаку се е пусто, нема луѓе, нема народ по улици. Дали е тоа од времето, дали од ситуацијата, кој знае. Инаку да подсетам дека вие сте на YouTube каналот Gox, еден од најдобрите балкански или ексио канали во раст. На нашиот канал очекувате уште многу интересни видеа. Се уште врне дождот. Само ја и мојата верна сенка. И по некој грче у близина. И овој старотурски пат кој се уште е таков првобитен, за жал. И по некои луѓе кои шетаат, одат на кај дома, Бог знае кој знае што прават. Битна колина, битна луѓето се возат. И се надевам дека во оваа 2021 година конечно ќе заврши оваа више пандемија и дека луѓе повторно ќе бидат среќни колку што тоа ќе дозволи финансиската ситуација. Но 2020 година беше
бар по мене една од најлошите години. Инаку искрено таква година јас барем не памтам дека имало. Разбира, во мојот живот претходно знам дека имало и други пандемии кои харале по земјата. Но оваа пандемија не само што не уништи духовно, туку не уништи материјално. Затвори во домовите. Тука се неизбежните врчиња. Има се поеќе и поеќе, бидејќи се уште врне. Како што и сами гледате, се е пусто, нема луѓе. Нема луѓе, ама зато има дождо. Инаку навистина, ако си со особата која те значи во животот, со љубовта, дождот може да биде навистина романтичен. Секако за оние кои веруваат и сакаат романтика. За оние кои не, јеби га, ќе чека сонце. Доколку сте на овој канал, ударете еден лайк. Секако доколку се допаѓа. А сите оние кои се нови на овој канал можат да се претплатат слободно. И со тоа би не дале поддршка за понатамошна работа и развој на овој канал. Вака изгледа инаку влезот на Скопје. Ова е инаку нашиот прв влог кој го правиме надвор од нашето студио. Се извинувам за бучавата, но така е овдека, поминуваат коли кои се во близина и против тоа не можеме ништо. Се надам дека добро ме слушате. Што би сакале во оваа 2021 година? Јас пред се здравие, се другото доаѓа само по себе. Упорност, желба. Ако имате соништа, тие соништа ваши да ги остварите. И тоа би го направиле секако само со упорност.
доколку не сте упорни, нема ништо. Тука ќе го прекинеме ова видео, се вклучиме повторно каде што ќе има помирна атмосфера, помалку возило. Имаме повторно заедно во една помирна атмосфера, барем натаму одиме. Дали верувате во сништа, во цели, дали верувате дека истите тие се остваруваат, дали се возможни? И што мислите, дали некои од вашите соништа, желби, животни би можеле да ги остварите? И на кој начин, секако. Да, истите тие желби со нешто се остваруваат само доколку верувате во нив и доколку сте упорни. Ако не сте се откажете од истите, тогаш тие нема да се остварат, за жал. Само со упорност и со верба во тие, со трпение и време, ќе успеете да остварите некоја ваша желба, некој ваш сон. Секој од нас во животот сонува дека ќе постигне нешто, ќе бидне нешто, но не сите сме упорни и веруваме во тоа дека тоа нешто е достижно. Значи, како што кажува, желбата е најбитна за постигнување на било какви цели во животот. И секако упорност. Ако не сте упорни, немате желба, немате цел, не правите ништо. Сите имаме соништа, сништа кои сакаме да се остварат, но многу малку веруваме во нив и многу малку сме упорни за тие исти да може да се остварат. Се движиме пониз врнежливото Скопје, по делови од него. И сакам да напоменам дека имаме потреба од две девојки со убав глас, кои би сакале да помогнат во развојот на овој канал. Може да го сторат тоа со да не контактират секако на нашата емайл адреса или на нашата Facebook група. Се што е потребно е да имат малку знаење и желба за напредок, желба за развој, желба за успех. Тоа е единственото мото кое нас не води напред. Да речеме, многу од вас не би шетале на вакво време, но ете ние шетаме, иако врне. Така да, оние кои сакаат да соработуваат со нас, нека не контактираат слободно или на Facebook, на нашата фан страна, или на емайл и да се договориме за што е се потребно
за да бидете наш соработник. Добро паркиран шофер. И сега помни ако можеш. Време малко да не е зима, па да лета. И колко фали снегът. Грмежливо, сталливо, галама, все по нещо. Се изключваме до следното явување. Инаку да напоменеме дека овој влог го правиме тотално спонтано, без никаква припрема и без никаква тема, дефинитивно. Едноставно уживаме во времето какво што е, значи врнежливо, дождливо. За жал видливост не е секаде добра, но што е тука е, снимаме со телефон. Прв наш влог по 2021 година и воопшто прв влог на овој канал како и да е. И воедно ви прикажуваме дел од накитените куќи, кој помалку, кој повеќе. Дедо Мраз. И драги мои, како се поминавте вие новата година?
Имаш ли журки да чујам? Јас се журкав, наискрено ви кажам, од една соба, друга соба. Тоа беше таква журка незаборавна. Болја журка дефинитивно не сум имал до сега, воопшто никогаш. Но јебига. Таква е ситуацијата, што да правиме. Ама ќе биде болje. Нели, надежта, вербата и живота последно мире. И драги мои, тука некаде ќе го заврши мојот прв влог. Се надам дека ви беше интересен, забавен. Иако беше спонтан. Значи, еден лайк на нашето видео. Доколку сте нови, еден субскрайб. Дајте му поддршка на овој канал. А ние се гледаме повторно во некое наше скорешно видео. До тогаш, бидете ми живи и здрави, чувајте се, чаос!